Со мене во Хайп ТВ Стефан Соколовски, нашиот најпознат моден фотограф во светот. Стефано, кажувам, и како моден новинар со 20 годишно искуство, направи парче. Секоја ти чест, значи, за сите твои едиторијали, сите оно што ги имаш направено. Како се чувствуваш ево овде во Македонија на моден викенд Скопје, бидејќи ретко може да те видиме во Македонија? Ти благодарам најмногу на убавите зборови. Пред се најкомфортно ми е тука на наши простори бидејќи зборувам мајчин јазик и нели секако се гледам што драги луѓе кои биле дел од мојата долгогодишна кариера и секогаш е убаво да се присуствува на настан кој има долга традиција. Модна недела Париз, модна недела Милано, сите модни недели ги прошета во светот. Глупаво да направиме споредба Македонија и останатите земји каде што задржува најголемите 4 модни недели. Меѓутоа, еве, сепак, може ли да ми кажеш дали Македонија има некаква шанса да парира на тие светски трендови? Па пред се разликата е во самите буџети кои се пласираат на ваквите настани, но мислам дека само тоа што постои ваков тип настан е доволно за поддршка на младиве таленти и мислам дека постои простор за прогрес. Кажи ми, која соработка ти беше најдрага? А знам дека имаше снимано и со Петра Немцова, нешто најново мислам дека што беше, но која соработка ева би ја извадил од познатите манекенки? Да, Петра Немцова е еден супер модел кој многу ја сакам. Тоа беше за насловна страна на словенското списание Глос и сликавме на една локација која беше многу маркантна, односно најстарата јахта во светот која припаѓала на Елизабет Тейлор. И тоа беше за мене една од најмилените во сесија, односно локација која имаше навистина тежина, а многу реакции во последниот период добив за италијанскиот актер Сузин Симоне и дури ден денеска весела луѓе кои ме гледаат ми викаат леле како помина со него, дури 4 месеци после тоа. Дали навистина има таква боја на очи? Да, он е многу успешен лик и многу харизматичен и буквално сите полудуваат по него. Ме интересира што ти остава најголем впечаток, дали луксузот или луѓето кои што се за сцената па и пред камерата? Луксузот е минлив и тоа е на некој начин нешто што доаѓа само по себе во самата индустрија, но морам да бидам искрен, целиот тој сјај понекогаш е лажен и само зад рефлекторите. Но мене обичниот свет некогаш ми станува предосаден, но од друга страна тој свет некогаш е премногу гламурозен. Така да пробувам да балансирам помеѓу тие два света. Го пропатува целиот свет, која дестинација според тебе е најдобар избор? Зависи што барате и каква средина сакате, но јас мислам дека за модата генерално најмногу ми лежи релацијата Милано, Париз, Њујорк. А приватно? Приватно Миконос и Ибица. Ти благодарам многу. Ви благодарам и на вас.